Да, господине. Какво епо се случи? Дали иде? Така е. И знаеш дека добро ни стојат? Ке не биде. Сега ние одамна ја велам дека ќе не биде. Сега веќе конечно Ете ти. може да кажеме дека Мине не малку бива. скривена ми е, но добра, еве сега ја поднаместив. така Да се пробаме носи. некако така по карактерно да го да ја ставиме оваа најава, на која што сум јас особено горда, бидејќи имаме три прекрасни дами во студиото на Утринска на Телма, кои што ќе зборуваат за какво е чувството да се биде од припадничките од понижниот пол, меѓутоа да се биде во нашата арама. Добре ни дојдовте. Односно, добре дојдовте Драгана Китановска, припадник на баталјонот за почести. Здраво, Драгана. Здраво. До Верица, десетар Верица Златеска, припадник на баталјонот на воена полиција. Здраво. Здраво. И постарводник Весна Кисковска, припадник на воено-медицинскиот центар на Арама. Здраво. Добре дојдовте. Како треба да биде поздравот? Ама тоа треба. Слично. Мирно. Така е. Значи, Елена спомена нека да ни кажете какво е нели чувството за тоа што женски, односно припаднички на понижниот пол во или дел од армијата на Република Македонија. Мислам дека за чувството или пак за тоа како е да се биде многу повеќе треба да зборува машката популација, затоа што вие сте можеби не можеби туку сте и рамо до рамо, нема поделби помеѓу машка и женска популација во армијата и секој си ги извршува своите обврски, Драгана? Така е, да. Рамо до рамо ги извршуваме обврските како и машките. Мислам дека до сега добро се справувавме. Исто што прават мажите, работиме и ние. Јас сум во гарда веќе 12 години, од кои што како гардист во гардиска чета сум 4 години. А пред 12 години со колешката од воена полиција Верица заедно влеговме во гарда. Значи од таму ние прво се знаеме како колешки. Работевме заедно како гардисти. Ни беше значи чест, гордост гардиската униформа да се носи. Што значи да се биде дел од баталјонот за почест или од гардата? Гарда е лицето на целата армија. Гардиската униформа е поразлична од другите. Бела. Посвечена, убава, да, дефинитивно. Гарда ги извршува протоколарни задачи, свечености, значи ние работиме за празници, многу често за викенди со делегации, значи пречекуваме делегации странски и со нашите исто, за нашите високи функционери. Имаме промена на знамења, на државните знамења, полагање венци. Така. Ме интересира прашање до сите вас три. Како дојдовте до идеја дека треба да бидете дел од Арама? Со оглед на тоа дека не секоја жена нели сонува да биде дел од армијата. Како се случи тој пресврт, односно што беше пресудно за да бидете дел од Арама? Па кај мене најголемата желба на мајка ми, бидејќи дедо ми беше офицер за време на Југословенската народна армија и на жалост не доживеа да види дека барем еден од неговите внуци го наследи од сите машки и јас. Така да најголемиот поттик и поддршка за мојата професија моментално е мојата мајка. Така, верувам. Вирица, како беше кај вас? Кај нас, од мојата фамилија, никој нема друга униформа освен јас. Од како знам за мене, знам дека еден ден сакав да бидам припадник на армијата на Република Македонија. Ги строите по дома, сите? Па да, мора Така да слушате. Значи, 2001 кога завршив средно, тај период малце беше ризичен. Така да мајка ми, татко ми, како сега, па немој сега, па почекај, па девојче си. Да, па ова, па она, така 2003 се пријави за служување на воен рок 6 месеци. Траеше, после тоа конкурирав за прием на работа во армијата на Република Македонија по поминување на лекарски и физички проверки. Бев примена 6.6.2006 заедно со колешката Драгана. Неколку години работевме. Не, тогаш се запознавме, не се знаеме. Познале си кажа. Тогаш се запознавме, да. Така да ден денеска останавме добри другарки, пријателки. Неколку години бев во баталјонот на почести. После тоа имаше конкурс за прием во баталјонот на војна полиција. Тоа ми беше еден вид предизвик. Се пријавив,
После поминати физички проверки бевме на селективен курс во Криволак, неколку дена каде што имавме специфична воено-полициска обука. По поминувањето на самата обука бев повикана да бидам припадник на баталионот за војна полиција, што тоа е чест и гордост да бидеш припадник на баталионот за војна полиција. Нас ни е чест што сте овде во студиото заедно со нас, бидејќи навистина е реткост да се видат дами, и тоа три прекрасни дами конкретно во униформи и како делот од Арама. Што значи, само мене ме интересира, да се биде дел од војната полиција? Обврски, правила, Обврски, правила, однесување, значи да, ние сме тие што определуваме ред и дисциплина низ цела армија. Имаме доста специфични воено-полициски задачи и обврски што мора да ги извршиме. Значи, пример со бегалската криза на нашата јужна граница, исто бевме цел период таму, наши припадници. Сите обуки, вежби надвор од државата, во државата, исто учествуваме каде во сите вежби сме оценети со многу високи оценки, НАТО вежби, каде што се имаме покажано дека сме доста добри припадници на батальонот на војна полиција, каде што се имаме покажано секаде у вистинско светло. Весна, конкретно вие, припадник пак од друга страна на медицинскиот центар на Арама, што се случува таму и која е вашата конкретна улога? Улогата на војно-медицинскиот центар е многу голема, бидејќи секој здрав припадник на армијата на Република Македонија е способен за да извршува својата работна должност, така да припадниците од војно-медицинскиот центар се одговорни за превентива и за одржување на здравјето на припадниците на Арама и на било која активност што другите единици ја имаат како своја задача, мора да присуствува тим од нашата единица која што ќе ги поддржува медицински сите единици во текот на извршувањето на активностите. Така. Одлично. Драгана, може малку да подобјасниме и за на сите три работите, обврските си чинати одредени и задоволства, меѓутоа и можеби макотрпно менаџирање со приватниот живот, семејство, деца, приватен живот, секој сака и да отиде да се социализира, да другарува, да оди по одредени места, локации и така натаму. Како е да се изменаџира се до тоа? Затоа што споменавте, пак од друга страна и баталионот за почести, вие каде што сте или во гардата, најчесто и работите и за викенди, односно за празнување на одредени државни настани. Да, така. Јас иначе сум мајка на 2 деца. Имам керка 10 години и синче 6 години. Ако не гледаат, ги поздравуваме. Да, ги поздравуваме. Секако, значи, кога сме на работа за празник, значи, приоритет е работата. Затоа што дома нормално децата не чекаат, меѓутоа работата е на прво место. Некогаш мора така, да, мора да се даде приоритет на работата, меѓутоа мислам дека доволно добро ќе ги изменаџираме сите тие работи и стигнуваме да ги завршиме обврските секаде. Значи, тоа што мора дома, мора на работа. Обично колку време трае еден, не знам, работен ден? Или зависно од нормален работен ден, значи кога немаме никакви други обврски протоколарни задачи, трае 8 сата, од 8 до 4. Кога имаме задачи вон до 16. Кога имаме задачи вон работно време, значи некогаш се случува после 4, саат 2-3 зависи, се зависи од задачата. И од денот и од задачата. Да, од денот од задачата, да. Како ве гледа околината? Какво чувство имате во однос на тоа што велат роднините, пријателите, не знам, другари, пријатели, пријателки, каква е нивната реакција кога имате некој близок човек што се наоѓа во Арама? После 12 години е веќе нормално. Тоа е веќе малку време како реагираа на почетокот можеби. Па на почетокот може малце им беше чудно, нели жена во униформа во армија, но веќе години наназад жената зема активно учество во армијата на Република Македонија, така да веќе не е ништо чудно. Сепак се зависи до самата индивидуа, колку е спремна физички и психички да ја поднесе самата работа, не само во војска, во било која друга професија. Верувам дека е така со оглед на тоа дека еве некако малку со задоснување можеби после 8 март, меѓутоа вие сте фантастичен пример на тоа колку жената може да ја има секаде и колку жената може па дури да работи и машки работи. Така е, апсолутно. Верица, какви се вашите доживувања за останатите? Односно, како останатите пак гледаат на вас?
Па, како што и спомна нашите колешки, значи на почетокот да, беше чудно кога ќе видат жена во маскирна униформа. Се плашеа ли од вас? Па не дека се плашат, може сме на еден начин интересни, пошто ретко може да се види жена во маскирна униформа. Сега, како што спомна и колешката, има поголем замав на жени во униформа. Сепак, нели, кога ќе не видат у 20-30 мажи едно женско и доваѓа вау женско. Така да ние не дозволуваме сепак да се приметат у нашите тимови или водови дека има припаднички на понежниот пол, каде они таму и ние, така да и може и да не припознаат дека има жена во самиот вод. Да, во вашите сектори, односно во вашите делови, оному каде што сте вие, како стои процентуално? Мажи, жени? Кажавме вкупно 10%. 10, тоа. Да, во цела армија. Иначе мојата единица е една која што е најбројна со припаднички на женскиот пол. Па предпоставував, да. Како ве третираат пак од друга страна машките колеги? Па не прифаќа добро. Дали сте баш онака рамноправни во однос на се? Да, рамноправни, да. Тоа е многу важно. А нема кај нас Да не не ги може. чувате даните. Да. Што значи еве да се биде дел од армијата на Република Македонија од почетокот од како станавте дел од неа и воопшто еве до ден денеска? Има одредени бранувања или Па јас сум веќе 15 години активно на служба во армијата. За мене е чест и гордост што ја носам оваа униформа и секогаш гледам доследно, максимално професионално да ги извршувам своите обврски, бидејќи кога ја носам оваа униформа јас не сум Весна, туку сум припадник на армијата на Република Македонија и тоа е лицето кое што се покажува во јавноста и во извршувањето на секојдневните активности. верите? Исто, значи ние кога влачеме униформа веќе нема ни Златеска ни Верица, ние сме војници и сепак е гордост и чест да носиш униформата на армијата на Република Македонија. Сепак таа професија сами ја сакавме, сами ја имаме одберено и со гордост ја извршуваме секоја наша зададена задача. Да, Тоа е преубаво чувство. Кога сте на прием или пак на пречек на одредена делегација, претпоставувам дека задоволството на тие што ги пречекувате треба да биде нивно кога ги пречекува Драган. Па се надевам дека е така, да. Затоа сакам да ја искористам приликата да ги мотивираме младите девојки кои што ја сакаат пред се униформата, сакаат да изслужат на татковината, да се пријават, па може би еве ќе ги исполнат условите за да влезат во гарда. Зошто да бидам јас сама, ми не ми треба Треба и некоја колешка. Кои се Треба и условите? колешка дефинитивно. Може нешто да начнеме? Па нешто да начнеме, ајде помогнете. Физичка подготвеност. Да, треба физичка подготвеност. Сега за висина баш не сакам да зборувам, меѓутоа да не е испод 1,70 м за жени. Так, пожелно е барем 1,75 м да си одговараме. Тоа најбитна е физичката подготвеност, мислам. И Кај мажите вака претпоставам дека исполнувам некои 20-30 услови, а? 20-30% од условите. Ке те До биде 50. теква во униформа, одлично, дефинитивно. Што значат пак од друга страна и ве сите имате некакви како да ги кажеме, ајде, Како сакаш, кажи ги. титули, можеби. Што значи постар водник, помлад водник, што значи десетари, така натаму. Како оди тоа вреднување и скалило на добивање на овие титули? Значи тоа се чиновите во армијата, подредени по хиерархија. Мојот чин постар водник прва класа, значи е трет во подофицерските чинови во редот на хиерархијата. За да се стекнам со подофицерски чин, јас се здобив со 10-месечна обука во Војната академија во Скопје. И потоа се активирав како чин водник и со во текот на работењето, со работното искуство, службените оценувања се здобивам со чин погоре. Постар водник, така. Постар водник, па постар водник прва класа. Водникот е повеќе од десетарот? Да, значи десетар е војнички чин. Значи има војнички чинови, подофицерски, офицерски. Добро, ние како лаици си ги поставуваме овие прашања за да знаеме. Ти за кај сакаш да бидеш? Јас обмаво офицери удам. Како ти тоа мислиш? офицер во гарда. Во гарда. Може би. Шала на страна, девојки прекрасни сте, продолжате со навистина добрата работа што ја правите. Се надевам дека
И мажите и жените ќе сватат дека жените се навистина и доволно силни и доволно мукни за да го работат и ова што го работите вие. Ви благодарам што бевте тука. Ви благодариме за поканата. Да, Македонија е горда и треба да биде уште погорда, особено армијата на Република Македонија, затоа што има вакви припаднички какви што беа нашите денешни соговорнички. Искрена благодарност за сите. Вака се дивуваме. Јас и ти? Што е си ти? Да го најавиме утроинскиот хит. Ајде, најави го ти. Послушаме